Почитувани представници на медиумите, благодарам за присуството. Почитувани граѓани, мерката што денес ја најави премиерот да се намали ДДВ-то на горивата од 18 на 10%, прво е многу задоцнета, а второ е далеку од доволна и нема да придонесе за реално да се намалат цените на горивата кои што граѓаните ќе ги плаќаат. Цените на горивата веќе 3 недели се покачени. Прво дизелот се покачи за 14 денари, а после тоа за уште 7, и тоа се 21 денар. За утре се очекува ново зголемување на цените на горивата и имајќи го предвид ова намалување на ДДВ-то, тоа значи дека граѓаните нема да видат во текот на утрешниот ден, следната недела, следниот период, вистинско намалување на цените на горивата, кои што ќе ги плаќаат на бензинските пумпи, туку горивото очекуваме да се зголеми за дополнителни 4 до 6 денари согласно новата пресметка на цената. Значи, апсолутно задоцнета и мерка која што никако нема да даде ефект кој што ќе го осетат граѓаните. Досегашните покачувања на цените ги чинаа граѓаните некаде околу 4,5 милиони евра, толку пари до сега повеќе дадоа граѓаните од кога почна кризата. Се постава прашањето што чекаше премиерот Мицкоски 3 недели. Се поскапе затоа што не реагираше навремено. 3 недели ги остави граѓаните сами. Наместо навременна реакција дозволи цените на горивата да активираат спиралата на раст на цените на сите производи, најмногу на храната. Започнати се веќе поскапувањата, маслото за јадење над 100 денари, јајцата над 300 денари, зеленчукот и овошето над 100 денари за килограм. И сега нема мерка за намалување на цените на храната, а овие цени, кога еднаш ќе се покачат, тие повеќе нема да се вратат назад. Се прашувам со кое лице, без срам, излезе премиерот пред граѓаните со само една половична мерка, за да ни зборува колкави се цените на горивата во соседството. Па со што се занимаваше премиерот изминатите 3 недели? Со прослави на ИПП, на трошок на граѓаните, продолжен викенд со спинови, дефокус, навреди, недоличен речник, напади врз мене, лично до опозицијата и секако со лагите дека сме биле 4-та економија во светот. Дефокусот, лагите, спиновите не го полнат фрижидерот на граѓаните. Дефокусот не обезбедува намалување на цените на храната. Платите одби да ги покачи, одби 600 евра минимална плата, колку што реално им се потребни на луѓето за да преживеат, да се прехранат. Денеска нема други мерки, следала владата будно. Што следи? Како тоне стандардот на граѓаните? Тоа ли следи премиерот? Очигледно е дека ова влада намерно избегнува суштински мерки, како што се намалување на акцизите на ДДВ-то, нешто што на вистина може да даде реално поевтинување на цените на горивата, како и намалување на ДДВ-то на храната. И нормално е тоа, и до сега видовме во многу сценарија, единствено нешто за што оваа влада се грижи се бизнис, структурите блиски до власта кои што профитираат од овие високи цени. И додека граѓаните плаќаат се поскапа храна и гориво, некој остварува екстра профити. Ова не е економска политика, ова е заштита на бизнис интересите на одредени компании на сметка на народот. И тоа денес веќе на сите им е јасно. Во овој момент треба да се заштити животниот стандард на граѓаните, а не интересите на тие бизнис структури. Со ваков пристап, оваа криза само ќе продолжи да го урнисува стандардот на граѓаните. Суштинските решенија мора да опфатат и мерки за долгорочно намалување на цените на храната, комбинирано и со акцизите за цените на горивата. Луѓето немаат пари да ги прехранат семејствата. Дополнително треба да се подготват пакети со помош за најранливите категории на граѓани. Понатаму, пакети за помош и на земјоделците. Најреален ефект
кој што ќе се почувствува, кој што граѓаните ќе го почувствуваат, стопанството ќе го почувствува, е да се прифатат нашите предлог закони, предлог мерки. Намалувањето на цената на ДДВ-то за горивата од 18 на 10%, дополнително намалување на акцизата за горивата за 4 денари, 0% ДДВ за основните прехранбени продукти и преполовување на цените на патарините. Само со мерката за укинување на ДДВ на храната ќе поевтинат околу 250 производи, а граѓаните ќе заштитат над 2000 денари. Тоа се вистински мерки и затоа владата мора апсолутно веднаш овие мерки да ги прифати и потоа да подготви и пакети за помош на ранливите категории. Во ковид кризата, владата на СДСМ имаше над 110 мерки, донесени во пикот на кризата, поделени во 6 пакети, во вкупна вредност од околу 1,2 милиарди евра, со кои директно се ублажија последиците од кризата. Во енергетската криза од 22 година обезбедивме пакет на мерки вредни 760 милиони евра. Не само субвенционирање на цената на струјата на над 600.000 домакинства и 68.000 мали потрошувачи. Конкретна подршка на ранливи категории на граѓани, за ученици, за студенти, за пензионери, за граѓани корисници на социјалната помош, за граѓани со посебни потреби, за самохрани родители, домакинства со ниски приходи, земјоделци, како и подршка на компаниите. Значи, може, покажавме дека може, кога државата се грижи за стандардот на граѓаните, да испорача мерки, да им помогне, ама треба да се грижи за граѓаните, а не за интересите на бизнис заедницата. Зошто сега ова не може? Затоа што на Мицкоски му е важен само бизнисот, граѓаните, за жал не. Вели 10% точат соседите гориво. Па зошто ги повикува да точат кај нас? Други земји забранија точење на гориво на пограничните пумпи на странци. Сега пари од буџетот одат за граѓаните во соседните земји. Ова не се економски политики и затоа, уште еднаш укажувам, владата ги прифати нашите предлог мерки. Денес на пресконференција го слушам премиерот повторно збори за вакцините. Вели Македонија тогаш била на колена и земала вакцини од Србија. Еве да му одговарам. Тогаш цел свет имаше проблем. Христијани, ние не клечевме на колена, како тебе, молејќи за власт и ветувајќи дека ќе го вратиш името. Благодарам. Еве, вие мора да знаете дека ова воопшто не е државничка мерка, ова е фрлање магла, замајување на граѓаните, поради тоа што од оваа мерка утре ништо нема да видиме. Утре цените на горивата на бензинските пумпи ќе се зголеми, поради тоа што ќе има нова пресметка, согласно растот на светските берзи. И затоа државнички е оваа власт да ги подржи нашите предлог мерки, затоа што се пакет на мерки со намалување на ДДВ-то, намалување на акцизата, намалување на ДДВ-то на храната и преполовување на цените на патарините, затоа што тогаш граѓаните ќе осетат ефект. Не може оваа власт повеќе да се однесува вака неодговорно, ова е во континуитет вака. 2 години, ова е само еден пример и ова повеќе не изненадува.